коментирам нешто во врска со говорот на колегата. Навистина не е во ред, нели, да се оценува кој земал збор или кој реплицирал и како се пронашол за овој амандман. Би почнала со тоа што се однесува за општина Јегуновце. Точно чини буџетот, односно средствата кои се побарани се околу 450.000 евра, меѓутоа од проектот за поврзување на локални патишта 650.000 евра има за оваа општина одделено. Сега, сите предходно го спомнавме неколку амандмани од кога почна овие амандмани за локалните патишта, сите го спомнуваме овој проект. Има причина за тоа, затоа што овој проект е доста важен за цела држава, за сите наши сограѓани. Овој проект вреди 70 милиони евра и го подобрува животниот стандард на граѓаните, условите за живот, меѓутоа е многу важен за локалниот економски развој на сите општини. Овој проект беше една година блокиран закон овде во собранието, меѓутоа за среќа нели сега е веќе изгласан и сите средства можат да се насочат и веќе се насочени поголем дел од средствата. Во секоја општина пола и повеќе средства се веќе искористени за локални патишта и сега кога веќе овој закон е одблокиран, кога ние не го блокираме заради тоа што градоначалниците се од редовите на ВМРО ДПМН, не затоа што така ќе заличиме на вас, нели? Тоа не го сакаме да блокираме, сакаме да има напредок во сите општини без разлика кој е градоначалник. Јас би кажала дека треба апсолутно проектите од страна на локалните самоуправи да се изработуваат како што треба и да се аплицираат на повеќе места каде што може да се аплицираат. Отворени повици има постојано. И од овој проект за локални патишта, преку кои само досега се реконструирани 450 километри локални патишта во сите општини низ државата. Понатаму има средства за реконструкција за над 600 километри локални патишта. Во моментот се реконструираат регионални патишта, исто така, и тоа точно околу 150 километри во вредност од 77 милиони евра. Ги имам овде, каде 20, каде 15 километри регионални патишта низ целата држава. Значи, ова што го земаме како збор и тоа што реплицираме и што не сме од регионот или општината од која што е поднесен овој амандман, не значи како пратеници дека не треба да земеме збор. Затоа што беше нагласено од колегата дека како се пронашла колешката од Богданци, меѓутоа баш од ваша колешка беше кажано дека ние сме пратеници на сите граѓани во државата. Не сме пратеници на тие што од таа општина што доаѓаме. Значи ние сме пратеници на сите и треба да дискутираме овде. Прво, мислам дека воопшто не е сериозно да се каже дека го узурпираме времето, затоа што мислам дека апсолутно мене никој не може да ми каже колку да зборувам. Јас во тоа што го слушам постојано го занемарувате овој проект, а барате нови локални улици и патишта, а ни еден од вас не кажа дека овој проект за поврзување на локални патишта е одличен. Да, донесен е преку Министерството за транспорт и врски се реализира 70 милиони евра за сите општини и за локални патишта, за локална патна мрежа во целата држава. И еве, јас го пофалувам јавно овој проект за тоа што животот на сите граѓани во државата го подобрува. А никој од вас не го пофали овој проект. А верувам дека во сите општини од кои што доаѓаме има веќе 5-6 улици реконструирани преку овој проект. Во мојата општина има 6 улици од клучна важност преку Министерство за транспорт и врски реконструирани веќе. Сега уште 4 ќе се реконструираат. И за тоа ве молам, значи, кога кажувате ништо не е направено, во тој дел и нашите реакции се. Доколку само побарате и нагласите дека ова е во интерес на граѓаните, никој нема да реагира. Меѓутоа и за збори, за реплики се јавуваме за тоа да го нагласиме.
дека навистина се прави и навистина се реконструираат патишта и не само локални, туку и регионални патишта и експресни патишта. И во ред сосема легитимно е да си се поднесуваат амандмани, меѓутоа има начин и друг начин покрај поднесување амандмани како овие проекти да се реализираат. Благодарам. Јас ќе го искористам правото на реплика.